Здраво, драги гледачи! Денеска е прекрасно времето надвор. Се надевам дека и вие се чувствувате одлично во вашите домови. Започна емисијата Супер звезда и ви мафтам јас, ви мафтаат и супер звездичките од центарот на градот Њујорк. Не. Чикаго? Не. Каде сме? Во центарот на градот? Скопје. Ева Скопје, од центарот на градот Скопје, тој е нашиот град. Многу бакнежи до сите оние од цела Македонија кои што не гледаат од другите градови и да им кажеме кога се наоѓаме сега пред трговскиот центар кој што се вика Рамстор. Сте биле ли ви во трговскиот центар Рамстор, а? Интересно ли е да се оди во трговскиот центар Рамстор? Да. Што има овде? Има продавници? Да. Има супермаркет, така? Има и аптека, нели? Ама има и многу интересни работи кои што дечињата ги сакаат и ги обожаваат. Тука се наоѓа една прекрасна продавница за која што сите ние имаме само најубави и најпозитивни зборови. Драги гледачи, денеска ќе одиме да ја посетиме таа продавница која што се вика како? Формакит. Не слушнав уште еднаш. Формакит. Денеска со супер дедите сме гости во едната единствена и најубава продавница, а тоа е продавницата која што ги продава најубавите работи за сите дечиња, продавницата Форма Kids. Одиме внатре? Да! Ајде, 3-4, и тргнуваме да откриеме какви тајни се ќе откриеме денеска во продавницата Форма Kids. Влегуваме? Да! Со трчање, 3-4, трчаме! За оние кои подоцна се вклучија, денеска супер дедите, специјални ексклузивни гости каде? Во? Формакит. Во продавницата Форма Kids. Дали некој од вас бил некогаш до сега во Форма Kids? Кој бил во Форма Kids? Да, бил и купил ли некој нешто овдека? Не, да, некој не купил, некој купил. Ова е продавница која крие многу тајни, многу интересни работи кои дечињата ги сакаат. Денеска овдека гостин во нашата емисија е Маријана. Ти благодарам што дојде да се дружиме во Супер звезда. Маријана, како си? Добро, супер, со децава, прекрасно. Маријана, која е твојата функција овдека во Форма Kids? Што ти работиш овде? Јас сум еден од архитектите на Форма, кои што ги создава детските соби. Значи, убаво сега вака што ни кажа, значи тоа не паѓа од небо, него некој мора да го смисли за истото она што ќе се смисли да се направи, така ли? Прво некој ги црта, потоа некој ги сработува, значи прво оди цртеш во канцеларија кај нас, потоа сето тоа се пренесува во погон, значи некој тоа го сече, се склопува и така се создава една детска соба. Супер, ај прво ги прашам дечињава, дечки, имате ли вие детски соби? Кој има детска соба да видам, да? И што треба се да има една детска соба? Еве, мајде кажи, во каква Ја боја? имам во боја зелена и жута. Леле, бе, шубаво, и зелена, и жута, и двете у комбинација, плюс, а ти? А ја имам у розова, бела и зелена. Бе, у триво е, леле, а ти? Јас Јована? во жолта и во лилјакова, во бела и во лилјакова. Супер, а ти бе, Огнен, какво имаш ти шо комбинации кај тебе дома? А јам во сина. Абе, бравос! И ви се допаѓаат ли вашите детски соби? Супер! Зошто децата треба да имаат детски соби? Зошто? Пија. За да спијат и да не спијат со мајка им и татко им. Срамота е да се спие со мајка и татко во кревет, така? А бебенте тогаш се. Епа бебиња спијат со мама и тато, иначе големи деца каде треба да спијат? Треба да спијат во својата детска соба. Што треба да се одржи една детска соба, е вака за почеток на емисијава, оние кои што не гледаат и дечиња и родители, е вака да дознаат што се му е потребно на едно дете за да има прекрасна детска соба. Па нормално кревет за да може да спие, плакар, биро, некои украсни полици, може да биде направена како од бајките, да е, значи да имаат и пријатели, принцези до нив, може да ги имаат нивните јунаци, Спајдермен. Бетмен. Да. Бетмен. И сето тоа може да го добијат тука кај нас, значи на едно место да се дојде и сите овие работи да ги добијат, да ги договориме, да ги осмислиме, да бидат најубави. Интересира вака да те прашам, Маријана, дали секоја детска соба што вие произведувате е различна од другите или се тоа калаби па се прават само такви? Имаме различен тип, значи постојат стандарден тип на соби и постојат соби кои што се прават специјално, значи се прават еднаш и никогаш повеќе.
Така, кои се тие соби што се прават на пример еднаш и никогаш повеќе? Какви теми, какви мотиви може да се искористат? И од цртаните најчесто децата бираат, и така кажа, значи може да биде со брац, може да биде со Снежана, со Пепелешка. Машките најмногу го сакаат Спајдермен, значи со таква соба нормално ние тука имаме Спајдермен лустер, Спајдермен постелнина и се така за секоја приказна се трудиме да донесеме се што може за да биде еден комплет, значи да постои една приказна во една соба. Кажи Маријана, дали освен значи постелнината и лустерот на пример, може да направиме и теписон да ставиме со некој убав мотив, има ли нешто такво? Значи под се подразбира и тоа, значи теписони, перничиња, постелнини, лустирчиња. Значи овде нема што нема. Што нема, точно, баш така. Се има, дали самиот кревет може да има форма и да потсеќа на Спајдермен на пример или може ли да се напише нешто на креветот? Може да го носи креветот името на детето кое што спие во креветот. Може да го има Спајдермен на позадината на креветот, може да го има на плакарот, значи може да се штампа како реална фотографија, може да се направи од дрво. Да направиме кревет срце? Може и кревет срце, имавме таква соба изложена во претходниот дуќан. Тука има еве плакар со срциња. И овде има плакар со срциња, со рачките му за срциња. Колку е тоа прекрасно. Кажете ми, дечиња, вие имате ли ваши јунаци? Има ли нешто вака што гледате на телевизија и сакате? Повели Огнен, кого сакаш ти? Спајдермен и Power Ranger. Леле, браво, а ти Ева? Ја брат и принцеси. Принцезија Јованче, кого го сака? Само брат. Само брат, а ти бе, Мате? Јас Дино Рейнджер и Спајдермен. И Спајдермен, браво, а ти кукле моја малечко Клементина? И Викс. И Барби Викс, браво са. Цеце и Маријана, кого сакаат бе? Цеце ти? Брат и Винкс. А ти, Маријанче, кого? Брат и Винкс. Супер, а ти, Злато? Винкс и Пепелашка. Маријанче, држи нешто, Маријанче, што е ова бе, Злато? Карминче. Ова е Карминче, значи вие сакате да се шминкате девојчињата? Да, машки се шминкаат? Не се шминкаат машки? Овдека, дали имате вие шминки за да може девојчињата да се нашминкаат, например? Имаме шминки, парфеми, шминките се на програмата Лили Фи, парфеми од Дизни колекцијата. Значи све, може да влезете и да погледаме заедно. Значи нема што нема, дури и шминки има овдека? Дури и шминки, да. За нашата детска соба, значи во форма Kids откривме многу интересни работи. Сакате сега да влеземе внатре па да видиме што си има внатре? И да ги запознаеме и другите дадички. Одиме во форма Kids? 3-4, како викаме? Одиме внатре, драги гледачи. Денеска Супер Џедите се специјални гости во едниот единствен и најубав дуќан на сите простори, а тоа е дуќанот што се вика Форма Kids! Еве не внатре во Форма Kids, драги гледачи, и веднаш до мене се наоѓа Тина. Тина, добре дојде, како си, шо преш? Добра, супер. Ме интересира за оние кои што не знаат и не можат да ве најдат во Рамстор, каде вие точно се наоѓате, значи овдека во трговскиот центар? Значи во трговскиот центар Рамстор, доле во сутерен, веднаш до хемиското чистење. Ете, сега кажавме и сите знаете каде сме и очекуваме да дојдете овде да видите колку ни е нас вистински убаво. Убаво ли ни е? Што има наоколу? Убави работи? Да! Што сите сакаме да ги имаме по дома? Да! Кој сака овдека како што е направено се околу, така да му е во неговата детска соба? Сакам и јас, драги гледачи. Сега, доаѓаат ли многу дечиња кај вас? Многу дечиња, многу родители, значи тука сме за да им помогнеме како да ги уредат своите детски соби. Односно, видовте дека имаме премногу аксесуари, килимчиња, теписи, закачалки, све значи што е потребно за една детска соба. Тука сме да дадеме идеја како они да ја уредат детската соба. Најчесто доаѓаат со готова идеја
или немаат идеја? Како одприлика? Кога ние ќе ги изработиме детските соби, контактираме со архитектите како изгледаат тие детски соби, каква тема имаат тие детски соби и нормално тука помагаме како да ги уредат тие детски соби. Така, имаше едно интересно прашање овде, Матежо ми го шепна пред малку. Како беше, Злато, твоето прашање? Јас сум Мате, сакам да прашам колку време се прави детската соба. Супер. Колку време, значи, вака од договор до правење? Родителите ќе се договорат со нашите архитекти за изработка на детската соба, па за 1-2-3 недели се изработува една детска соба. Значи, зависи каква тежина е детската соба. Супер. Вака гледаме овде многу интересни работи. Може ли вака сега да видиме, да прашаме, да допреме, да се увериме дека е тоа вистински квалитетно? Значи, на пример, што е ова? Вака да покажем. Значи, ова е, значи, лустарче, Винкс. Значи, изработуваме детски соби со ликови на Винкс, така да имаме ето едно лустарче да се искомплетира таа детска соба. И оно свети во боја? Свети. Сите бои свети. Гледаме и други лустари, значи не е само тој лустар и ова е лустар. Имаме Вини Пу, Спайдермен, Карс, значи за секој вкус на детето. Секој вкус е и Спайдермен, да, го гледам горе, па има некоја кукичка тамо во крајот. Каква кукичка е таа во ќош? Таа е, значи, кукичка. Што свети? Што Тоа е свети, лустар? да. Еле, колку лустери ги погодивме лустерите сега тука, а ова што е, ако може вака малку простор да направиме да го видат гледачите, еве го. Значи што е ова? Значи ова е подна лампа, декоративна лампа со, значи, ликот на Спайдермен, кој што многу убаво изгледа кога е запалена нормално во темна неосветена соба. Тука имат звездички што се рефлектираат горе на Таванот. да, и делува многу интересно. Супер, јас како што видов не е ни многу скапа, напротив е прекрасна работа, или за кај нас дома, или некаде за подарок, например, може да ја однесеме? Може, да. Значи тука освен што доаѓаат родителите да ги опремат детските соби на своите дечиња, доаѓаат и обични луѓе за да се купат подароци за нивните деца, за другарчиња на нивните деца и така. Сега овде гледам едно пиле, вакво шарено пиле шарено. Што шарено пиле е ова, Волку, шарено? Ова шарено пиленце е всушност мерач за висина, со тоа што самите дечиња си застануваат и си се мерат колку пораснале. Значи треба точно да го заковаме на зид, на онаа висина на која што треба да стои, и они како растат секој ден ќе гледат колку сантиметри има. Си има пиленца и си обележуваат, значи го обележуваат последното мерење. Со пиле одиме нагоре сантим по сантим да пораснеме големи, така дечки? Да! Ме интересира сега што ние гледаме овде картина на овој зид овде. Значи, овие се аксесуарчиња што се од потреба, од корист за во детската соба. Значи, имаме горе огледалце. Еве го мерачот за висина, дрвен мерач. Потоа имаме закачалкички. Овие се тука мемо клипови, значи тоа се со штипчиња, за да дечињата си ги закачуваат распоредите за часови, сликички, пораки и се друго. А оние што сакаат космос, еве им овде планети, Сатурн, Јупитер не ја гледам, еве еден свемирски брод, друг, еве ракета, еве уште една ракета и еве овде некој свемирец е овој таков, личи како марсовец, личи марсовец. На ова можеме да се измериме, например. Да, на ова може, значи, дечињата да се мерат колку пораснале. Еве една прекрасна закачалка за девојчиња со пеперутки, 3 пеперутки. И може да се скомплетира закачалката со овој мерач за висина, имаме Супер. нечна закачалка, значи све може да се искомплетира. Супер, а ова овдека е за момчиња и оние што сакаат побрзо да возат од што треба, овде имаат ограничување да не возат побрзо од 50 на сат. Возиш ти Огнен побрзо? Не, толку 50 доста е, така Мате? Да. Супер, видовме овдека се што има, ви се допадна ли? Да! Кај аплаузот, бе дечки, кај аплаузот, брзо еден силен аплауз.
Па Форма Kids е продавница сериозна, бре. Чудо е ова, нели? Ајде да видиме сега што чудо е ова овдека. Какви букви се овие тина? Овие се значи букви за да дечињата си го состават своето именце, за да им стои на полицата. Колку убаво. Имаме на почеток започнува со едно вагонче, па се составуваат буквите и се формира цело име. Еј, колку убаво. Горе е напишано името Сања. А ме интересира горе, гледаме точно време сега колку е, 3 часот е овдека. Точен ли е саатот? Да, тоа е часовник Вини Пул, значи внатре има вовче и на секој саат вовчето се врти. Овие работи што се вака ме интересира, вакво не сум видел до се. Ова некако многу чудно ми изгледа. Зашто е ова? Ова е значи држач за книги, за цедиња што стои на работното биро или на полицата. Тука значи се ставаат книгите и Во средина? Да, во средина. Не паѓа? Не паѓаат, овие се многу јаки, цврсти и квалитетни. Што се овие работи сега, на пример, вака? Тина? Тие се бележници, значи за книга. Кога ќе читаат дечињата книга и кога ќе престанат да читаат, они си бележат до која страница стигнале со читање. А ова за што е? Како е ова? Пенкало планета, значи кога пишувате со тоа пенкало, планетата се движи. Да, ова е планета. Има ракета, еве ракета, значи разни пенкала Да, во форма на планети, ракети. со 300 финти. Тина, ме интересира сега што се овие ранци тука? Овие се значи ранчиња за во школа, како што кажав, освен детски аксесуари за во детска соба, држиме и школски прибор, значи за потреба на децата, за во градинка, за во школо и освен ранци држиме и најразлични Интересни работи. интересни работи. Имаме часовници, будилници, рачни часовници. Леле, колку убаво. Имаме за декорација на работно биро, со огледалца, со фиокички за накид. Овде имаме, значи, за девојчиња мали што се шминкаат, сјајчиња за уста, па имаме роденденски сетови, покани за роден ден, чашки, танирчиња, салфетки. За најубав роден ден, принцези така. Имаме тука со Гусари? гусари, да. Колку убаво. И имаме вакви шолји за чај, за млеко, за све. Чај за млеко, Гледайте да. колку се убави. Видете, вакви шолји не сте виделе, драги гледачи, значи ова е чудо. Да, тие се рачна изработка, рачно се цртани тие шули. Можем и ја да пијамо Реално таква? Може, да. И да пиеш, и да јадеш, да. И плюс играчки, еве, гледаме овде за крај, не ги кажавме и тие, имаме и... Пердничиња имаме, ранчиња имаме, се. Немаме што Нема немаме. што нема, да. Добро, да направиме мала пауза сега, па одиме да го видиме другиот дел од продавницата. Договорено? Да. Одиме. Се наоѓаме во детскиот свет на чудата, продавницата на Форма Kids, која што се наоѓа во трговскиот центар Рамстор и тоа долу во сутерен, така беше? Да, веднаш до хемиското чистење. Колку убаво. Сега веќе сите знаете каде сме и ве чекаме да дојдете овде. А треба да дојдете зошто? Бидејќи најубавите работи за сите мали дечиња се наоѓаат токму овде и не се само работи кои што прават дечињата да бидат весели и среќни, туку заедно со нив се среќни и нивните родители. Што не кажавме од овие работи кои што ги има овде, да ги покажеме, да ги запознаат нашите гледачи. Еве кај што е камерата тамо во ќошот, гледаме една камила, гледаме уште една камила и гледаме некои столчиња. Какви столчиња се тие, Тина? Тие се значи дрвени столчиња во форма на најразлични животинки. Значи имаме буба марка, имаме пеперутка, имаме жабче, имаме слонче. Имаме и некои кукли, гледам овдека веднаш до нив. Значи имаме и куклички фотелки
со кој што дечињата може да си ги декорираат, да си ги уредат детските соби и нормално да си седат и да си гледаат телевизија. Ао, и да гледат и Супер звезда. А сега овдека нова масичка пред нас. Какви работи гледам? Овие се работи од колекцијата на Лилифи. Таа е една германска позната принцеза и тука ги имаме незините, значи чешелче со огледалце, имаме шнолички, имаме шминки, имаме светки за шминкање, тоа девојчињата многу го сакаат, имаме ланчиња, значи разни работи за шминкање на малите девојчиња. Ао, шубаво, јас се шминкате? Аполонија се шминкаш ли? Да, Ева, а ти бе се шминкаш ли? да, Како бе, да, стварно се шминкаш? да. Ја па ја облакам штикли на мама. Ей, Ја, штиклит на мамата ги облакате? Леле, колку бе. ја и ја листата на мама. Абе, како бе, така им правите на мајки? Бе, мајките знаат или не? Ај сега да им мафнеме овдека, да им кажеме, па што им кажавме и да им пратиме бакнажи да ги замолиме да не караат. Ама добри се нашите мајки, не караат никогаш. За оние кои што се добри деца и најдобри деца, има и многу интересни работи кои што се наоѓаат во овој дел овдека. Повеќето од овие работи кои што се тука се и убави за подароци, за така мирни и добри деца како сега што ги видовме пред малку, така ли Тина? Што подароци имаме овдека вака? Значи, овдека ние држиме и бебешка колекција. Тука се најразлични лигавчиња, имаме сетче за ранење на бебето, имаме најразлични тропалки, кебенца, доле имаме сапунчиња за бањање, подароци за новороденче, значи најразлични работи за бебиња. А во овој дел овдека, например, што е ова? Освен шминки што имаме за малите девојчиња, имаме и парфемчиња за да мирисаат убаво. Освен за девојчиња, имаме и за момчиња. Овие се за колку мали девојчиња? Овие се значи од 3 години па нагоре, затоа што тие помалите не смеат да се шприцаат со парфемчиња и да носат штиклички. Значи, од 3 години нагоре може све да правиме. Све да правиме. Све ни е дозволено, така? Да, да. Супер, добро. Ајде одиме сега понатака да видиме ова овдека, вака е нешто многу интересно, јас ќе го покажам. Тоа е ова сега? Значи ова е бањарче за мали дечиња. Бањарче пончо, значи многу е лесно за облакање, не треба ракавите да се мачиме со ракавите, него се облака горе над главчето се против. Ава директно, лесно за употреба и одлично за користење, така ли? Да, да, да. Супер, одиме понатаму. Ајде да видиме сега во овој дел од продавницата што има. Еве, гледаме овдека една мала детска соба, значи, меѓу другото се ова што го видовме овдека како изложено, е изложено на специјално изготвена и направена детска соба во облик на срце, така? Да, ова всушност што го гледаме е дневна соба. Значи имаме тука фотелја, имаме двосече, имаме масичка. О, шубо, гости може да ни дојде. А ова кога на девојчињата, бидејќи ова е за женско, за девојче детска соба, кога ќе им дојдат другарките, они тука се сетнуваат и си пијат кафенце. Да. Шубаво. И им расте после. Или сокче, Опа. или водичка, или кока-кола. Све може, па нормално, да, па све па гости кои ни дојдат, не ни треба ги послушиме, па така. Ај сега да видиме понатака. Еве сега овде гледам исто така некои интересни работи. Ова ли е некој дел од некоја детска соба? Да, ова е значи машката детска соба. Тука имаме плакарчи, имаме работно биро, полички, огледалце, гледате имаме, значи у комплет со оваа детска соба, искомплетирано рамкички за слики, држачи за картици, значи све што е потребно за една детска соба да функционира како што треба. На топ е направено. Минатата година кога снимавме емисија кај вас, искрено имаше многу убави работи, но многу помалку од ова што има сега. Сега јас гледам ставно многу повеќе и многу поинтересни работи. Дури гледам и овде некакви тапети на зидот. Ако не се лажам, тапети ли се? Да, значи, освен што изработуваме детски соби, ние целосно ги осмислуваме од бојата на зидот до тапети исто нудиме. Тапетите се по нарачка, ги имаме во најразлични модели. Дури имаме и тапети за родителите, значи да си ја уредат и својата спална соба. И така натаму. И една работа што сакам да прашам, има ли вака многу муштерии што доаѓаат кај вас? Да, значи има муштерии кои што претходно не знаат, си доаѓаат, постојани муштерии, нови муштерии имаме, значи нашето име се слуша и навистина, значи бидејќи имаме многу муштерии, значи дека сме стварно добри во нашата работа. И сте бренд, да пукне, супер. А дали е точно дека сите оние ваши муштерии кои што доаѓаат и купуваат овде, добиваат и бесплатна насмевка од овие
твои колешки кои што се наоѓаат? Да, секако. Значи, ние сме тук многу добри и фини, бидејќи работиме со дечиња, неизбежна е нашата насмевка. И насмевки има на сите страни, драги гледачи, шом се влезе овде во форма Kids, не може човек да е намуртен. Мора да е константно, цело време, само насмеан и ништо друго освен насмеан. Правиме мала пауза. Да. Правиме мала пауза, па потоа да се враќаме повторно овде да откриеме уште некои од тајните кои што ни ги припреми форма Kids. Денеска дојдовме да ги откриеме најубавите детски соби што воопшто некогаш се направени на овој дел од Балканот. Затоа се обративме на вистинското место и дојдовме во форма Kids. Еден од нашите домаќини денеска е Маријана, која што ја видовме во првиот дел, а во овој дел денеска ќе ни објасни како се прави една детска соба. Па за почеток треба да имаат родителите и првенствено детето да има желба за детска соба, значи да бара многу. Секој ден да бара детска соба и детска соба. Значи, сакам соба и кога ќе полудат мама и тато, они полудени. Мора да дојдат кај нас. Добро. И што правиме тоа? Доволно е да донесат мерки од просторот кој што треба нели да се претвори во нивна детска соба, нивно капче. И доволни се едноставни мерки, значи на самиот простор, каде е врата, прозор, значи и го носат листот кај нас, се договараат, оставаат да речеме желба каква сакаат да биде собата, дали сакаат да биде розова и тука има 4 архитекти, односно 5 кои што работат на тие детски соби. Значи даваат комплетно решение подразбира значи избор на боја на зидови, значи избор на тапети, значи решавање на под, плафон, значи комплетен интериер на една детска соба. Една проста скица изгледа баш вака, еве да ја покажеме да видат. Значи да се основните димензии за да знаеме каде да ги сместиме креветот, плакарот, бирото. И потоа она што вие го правите изгледа вака некако например? Не баш така, многу поубаво на компјутер цртано со нивните јунаци, со реални слики на сите принцези, на сите јунаци. Правиме приказната да оживее. Како жива приказната за една детска соба? Може ли да видиме, имаме ли овдека нешто од сето тоа? Да речеме, се тргнува од мерките, па потоа да речеме одбираат некој вид на тапет, па од тука ова се узорци, односно типови на бои од иверици кои што може да ги вметнеме во детската соба. Значи окажуваат нивната омилена боја. Значи по нашата омилена боја вакви видови на тапети. Еле колку се интересни, ви се допаѓаат ли дечки овие? Да. Супер, видете, која е оваа? Снежана. А оваа комшика? Па сите бе ги знаете. А оваа овдека? Заспаната убавица. А оваа ја знаете која е? Црна ружа. А трнорушка. А оваа пак? Заспаната убавица. Ете, сите ги има, значи овдека дури се повторуваат од некои што се добри. Во суштина, создавањето на една детска соба е најубаво нешто. Значи, затоа што желбите на децата се најпрекрасни, значи, оние се многу едноставни, знаат точно што сакаат, уопшто не се комплицирани, меѓутоа за нас е навистина најголем предизвик да се направи детска соба и затоа мислам дека форма е
токму позната по тие детски соби, кои што Супер. никој друг не може да ги направи освен нас. Супер, супер, баш ми е драго, кога ќе дојде моментот за правење детска соба, да бидеме сигурни дека се наоѓаме на 100% вистинското место. Баш така. Ајде да видиме, има ли овде нешто друго вака што може да видиме, значи Да погледнеме фотографии, нели од детски соби, може да погледнеме еден цртеж, значи како изгледа еден цртеж направен кај нас во форма. еве баш во моментот го гледаме, значи цртажот, ова вие го изработувате. Да, значи тоа го работат архитектите. Тој цртеж, значи се разработува секој елемент посебно, се праќа во погон. Во погон имаме мајстори, значи врвни мајстори кои што го изработуваат тој мебел. И потоа најубавиот дел доаѓа монтажата на собата. И еве ги гледаме детските соби веќе. Леле колку убави соби има. Еј, видете ова, ви се свиѓа дечки? Да, а ова детска соба? Лудница ли се детскиве соби? Колку различни детски соби имате направено до сега? Не знам, многу. Значи многу, браво. И децава ги сакаат ли вашите детски соби? Уживаат ли во нив? Живеат, не излегуваат од детските соби. На родителите им е многу лесно, нели, да ги одвојат од спалната соба и да ги однесат во нивниот омилен кревет. Значи не е само ние да направиме детска соба, туку треба да направиме мало детско царство кое што вистински детето ќе ужива и ги гледа сите оние јунаци кои што си ги сака и ги обожава. Токму така. Епа супер. Има ли уште нешто што не кажавме, а треба да се каже? Па повелете кај нас да го оствариме вашиот сон, односно сонот на вашите деца да добијат најубавата соба. Океј, фала многу, одиме со пауза. Вистински од почетокот на моето работење во Суперзвезда со дечињата сме биле на многу места, но оваа втора посета на Форма Kids е фантастична. Се согласувате ли со мојата констатација? Да! Колку убаво овде со раце вака да покажеме? Ајде име колку. Ај сега со дигање на прсти плюс. И сега со дигање и со раце и со скокање плюс колку најмногу. Значи ептера? Да! Ви се допадна тука? Да! Одиме ли дома? Како Ева? Не, Не, а ти Злато? не, А ти? да, Има некој да, има некој? Има некој не. Зошто не? Ви се свиѓа тука? Каде е побаво, дома или овде? Тука, вистински Форма Kids покажа како треба да се направи едно мало детско царство. Сите оние кои што сакаат да ги посетат, треба да дојдат во трговскиот центар Рамстор, во сутеренот. Сега за оние кои што беа добри момчиња и девојчиња, што имаме? Малку благо. Малку благо. Ајде да се заблажиме за крајот вака на емисијата. Кој е расположен за благо? Ајде, одиме да земаме 3-4, а ние за крај што да кажеме? Како си поминавме денес? Јас супер. Беше ли журка овде? Феноменално, Да супер. дојдеме ли пак? Слободно, кога сакате. Секогаш ли е волку весело овдека во Форма Kids? Да, Секогаш ли сте вие волку љубезни и срдечни со сите што доаѓаат? Секогаш. Ќе дојдеме пак? да. Доаѓаме пак, дечки? И ќе купуваме соби. И ќе купуваме соби. По колку соби сакате да имате сега? По колку? Много! О, најмногу соби, драги гледачи. Мене ќе ми направите ли една супер звезда соба? супер звезда соба веќе постои во нашите. И ќе правиме таква. Да сте живи и здрави, фала ви многу. Прекрасно поминавме овдека и значи немам зборови со кои што можам да ви заблагодарам на пречекот и дочекот. Фала ви многу. А сега супер звичките што беа овдека дојдени, ќе добијат по еден скромен подарок, така? Така, ќе добијат поклони, перничиња за мирно да спијат и да се сеќаваат секогаш на нивната посета овдека во Форма. Ајде еден аплауз, еден силен аплауз за Форма Kids, за најубавата продавница која што прави дечињата мирно да спијат и прекрасно да се чувствуваат во своите детски соби. Фала ви многу што бевте дел од денешната емисија и фала ви многу што волку топло и срдечно не примивте. Ви благодариме што не посетивте. Фала ви, ќе дојдеме повторно. Слободно. Фала ви уште еднашка и пријатно ви до гледање. Се гледаме следната сабота, драги гледачи, во Супер Звезда. Останете со нас секоја сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Се гледаме, поздрав, бакнежи, чао, пријатно и до гледање. Ви мафтаме, ве гушкаме и бескрено ве сакаме. Чао.